السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Allah subhanahu wa ta'ala. Само него го обожаваме и само него му се молиме. Салават и салам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот суннет до судниот ден. Молиме на Allah subhanahu wa ta'ala да ни го зголемит знаењето, да ни даде фиқх во верата. И нормално прво што треба да се зборвите таухид, акида. И ние зборваме за тоа накратко. Не значи дека тоа ќе биде све, ќе објасниме пак други книги по акида и по таухид. Но денеска одбравме да зборвиме за едно битно поглавје. И тоа е езанот. Да се зборви за езанот, затоа што вие гледате дека претежно оџите, учењаците повеќе што зборуваат например за намазот, зборуваат за исто за таухид, за акида, зборуваат општо за фикхот, ама повеќе зборуваат за намазот. Или пак некој и абдесот, ама повеќе што се зборви сегде е намазот. А за езанот можда ретко се дешава да слушате за прописите на езанот. Затоа кога ќе објасниме ние денеска со името на Allah subhanahu wa ta'ala, кога ќе објасниме за некои прописи на езанот, вие ќе се почудите за некои прописи што можда никогаш во животот не ги имате слушнато и не е десено негде да ги читате. Затоа што книгите што се преведени на кратка верзија и тие ги даваат само најбитните месели што се за таа тема и не се прошируваат многу, и така треба. Ама треба и да се учит некогаш, да знаете дека имат суннети и други, што ние можда не ги знаеме, затоа што не се практикуваат кај нас. И јас одбрав овие хадиси, ги одбрав од книгата на Мухаммед ибн Ахмед ибн Абдул Хади рахимахуллаху таала, затоа што ние ова книга ја учиме во нашиот факултет во Медина. И ова не е како одбрана книга за ахадithul ahkam, хадисите за прописите на верата. И ние ова книга требит, значи овие хадиси ни се делаат например во семестар. Ова имат повеќе од 1300 и нешто хадиси имат ова книга. Све се зборува во овие хадиси за прописите на верата. Ако почнеме од чистотијата, абдесот, намазот, зекатот, постот, хаџот и така понатаму. Овие хадиси што се одбрани овде, не дека не се спомнати во другите книги или збирки на хадиси, како Бухарија, Муслим, Тирмизи, Абу Дауд, Несаи ибн Маџа, Имам Ахмед рахимахуллаху таала и Бајхақи, него тие му се извор на ова книга. Тие ги имаат одбрано, значи Ибн Абдул Хади рахимахуллаху таала ги имаат одбрано овие хадиси од кои книги? Од овие што ги спомнавме.
Buhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, Imam Ahmed, Musnad Imam Ahmed, Bejhaqi, Mustadrak al-Hakim. Znači, od zbirkите на книгите на хадиси. Прво ќе кажеме кој е Ибн Абдул Хади на многу кратка верзија. За да знаете кој е биден овој човек, кој е биден овој алим, како му беше името. Прво името му беше рахимахуллаху таала Мухаммед ибн Ахмед ибн Абдул Хади al-Jamma'ili al-Maqdisi Abu Abdullah al-Salihi al-Dimashqi. Znači ovo je биден од каде? Од Шам. Од каде е роден? Во Набулс, во Шам. Значи таму е роден. Која година е роден? Роден во 705 година по хиџретот. Најточното мислење на учењаците. Шејховите или учителите кои му биле? Првиот шејх му е биден жена. Првиот шејх му е биден жена. Значи имат учено кај една жена како дете мало. Затоа не треба некој да велит, да се срами да го пушти своето дете да учи кога е мал, додека е мал, да ја пушти кај некоја жена што е знаена и имат знаење. Прва таа жена е бидена Зейнаб бинт Камалиддин ас-Салихија. После од шејховите негови се бидени Ибн Теймија рахимахуллаху таала, Ал-Миззи, Al-Hafiz Al-Mizzi. Од него има земано знаењето за хадисите. После, накратко, кој му се бидени учениците. Учениците му се видени двајца од неговите шејхови. Значи, кај не имаат уча, после и тие имаат земано од него знаење. И то Миззи, рахимахуллаху таала, Al-Hafiz Al-Mizzi, имаат земано знаење од Мухаммед ибн Ахмед ибн Абдул Хади, рахимахуллаху таала. Исто Ал-Захаби. Захаби е биден од неговите учењаци, учители. После и Захаби, рахимахуллаху таала, за хадис имат земано од Ибн Абдул Хади, рахимахуллаху таала. Имаше висока положба на знаењето, значи го пофалеа и неговите шејхови како Миззи, Захаби, рахимахуллаху таала. Вели Сафади, рахимахуллаху таала, лау уммира лакана уъџубатан фи улумихи. Ако му се даваше долг живот, ако Аллах субхану таала му даваше долг живот, затоа што тој умре млад. Ке кажеме која година умре и вие ќе правите рачун. 40 години негде има живено, а Аллах субхану таала му даде берекет на знаењето. Велите, ако Аллах субхану таала му даваше долг живот на овој човек, ќе беше чуден човек за неговото време. Ќе беше чуден човек за неговото време, од тоа што имаше толку знаење. Посебно во хадис. Иако е биден тој во тефсир, е биден алим, исто е биден во фиқх алим, ама претежно се занимаваше со хадисот на пратеникот салаллаху алейхи васелем. Книгите што ги напишал, го поминет бројот над 80 книги имат пишано. Замисли, сега за 40 години 80 книги, значи повеќе од 80 книги имат пишано. Кога умре Ибн Абдул Хади, рахимахуллаху таала? Ибн Абдул Хади, рахимахуллаху таала, пред да умират, беше болен. Негде 3 месеци. 3 месеци лежеше, беше болен и после, рахимахуллаху таала, умре во Салихија, во среда, денот биден среда, во Џумада ал-Ула, 744 година. Значи рековме 39 години. За 39 години, рахимахуллаху таала, стигна големо
знаење. Ова е, значи, биографијата негова на најкраток начин, што може да се каже. Значи, да збориме за биографијата негово детално, ќе ни требит, значи, дерсови, денеска не можеме да завршиме. Треба прво да збориме за неговата биографија, па после да збориме за книгата. Кога збориме за книгата, овие сакаат дерсови, а не ми е целта мене овде денеска. Мене ми е целта денеска одбрани хадиси од ова книга, значи Мухаррар, една од книгите што имаат пишано тој е Ал Мухаррару фил Хадис, одбрани хадиси во хадис. Значи некои одбрани хадиси во хадисот. На пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Ние сега влегуваме во поглавието за езанот. Што е езан? По јазична терминологија. Езанот во јазична смисла или терминологија означува оглас или известување или пак повикување. Тамам? Значи ова е по јазична терминологија. Езан значи оглас или известување или пак повикување. По шеријатска терминологија и ова е битно. Зашто? Ако велиме повик, не значи ти да повикуваш како сакаш за намаз. Не смеш ти да повикуваш како сакаш, него имат одбрани зборови за да повикуваш во намаз. Што значи по шеријатска терминологија? Оглас за настапување на времето на намазот со точно определени фрази и искази. Оглас за настапување на времето на намазот со точно определени фрази и искази. Напишавте? Зашто многу е битно, зашто кога ќе дојме после пака езанот, можеме само да го поминиме или некој месели што ќе ни остане, ќе објасниме после детално за тие месели. Поимот и камет во јазична смисла. Сега ќе кажеме езан и екамет. По јазична смисла означува, значи, дигнување на седнатиот, Значи, оне што е, да окренеш нешто што е седнат. Ама, што значува? По шеријатска терминологија означува оглас за дигнување кон намазот. Оглас за дигнување кон намазот со точно определени и шеријатски утврдени фрази и искази. Значи како езанот, што има зборови, шеријатски определени зборови, исто и каметот. Ајде да повикуваш сега за да почви намазот. Со што ќе повикуваш? Ајде да клањаме? Не, ќе повикуваш со и каметот, со определени зборови. Значи што треба да се повикуваат за намазот. Добро. Ова е што значи езан по јазична терминологија и шеријатска терминологија. Сега, кога Аллах субханаху ва таала или пак кога езанот се направи фарз, обавеза, која година и каде? Шеријатот на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, Аллах субханаху ва таала му го направи фарз езанот на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем во првата година по хиџретот и то во Медина. Имат некои хадиси што се зборува дека во Мека, ама тие не се точни. Значи во Медина. Таму се направи обавеза или фарз езанот да се викат пред да се клањат намазот. Сега кажеме после кој пропис имат езанот. Значи дали е ваџиб, дали е фарз, дали е суннет,
дали е мустахаб или пак дозволено. Кој му е прописот? На езанот е фарду кифаја. Колективен фарз. Колективен, не е индивидуален фарз, него колективен фарз. Што значи ова? Што ако некој во таа земја, значи го викат, го учит езанот, не му е обавеза на другите да го учат езанот. Значи ова е колективен фарз. Не е како индивидуален фарз. Индивидуално, ако велим индивидуален фарз, секој мора да викат езан. Не. Ако некој вика езан, на другите обавеза му се отстрануваат. Значи не е обавеза, него колективен фарз. Од условите на езанот. Сега ги кажеме условите на езанот. Пред да почнеме да објасниме хадиси, да ги имате некој како вовет на книгата што е она. За да ги после само објасни хадиси, некои месели што не се спомнати, главните работи, треба да ги знаете. Значи кажавме што е езанот по јазик, по шеријатска терминологија, кажавме каде се направи обавеза, во кое место, во која година, кажавме кој му е прописот на езанот и сега кажвиме кои се условите на езанот. Условите на езанот исто и каметот. Истите услови ги имаат езанот и каметот. Условите што мора да се исполнат се 6. Првиот услов ислам. Значи да бидат муслиман, ислам. Што значи ова? Според тоа езанот и каметот од неверникот се невалидни. Значи ако некој неверник, немуслиман сака да викат езан, валиден му е езан или не му е валиден? Значи првиот услов е да бидат ислам, муслиман, не му е валиден. Ако некој чафир викат езан, не е валиден и не му се прифати. И не падвит обавезата на муслиманите. Не му се отстрануваат обавезата на муслиманите. Значи ќе рече, аба оди ти чафир, сега го не клањаш, ај вика езан, за нас да ни се отстрани обавезата, тоа не моето. Значи не се прифати, кај Аллах субханаху ва таала. Вториот услов разумност. Разумност. Според тоа езанот и каметот од избезумениот. Значи оној што немој да мисли добро. Тој кој влегви тука? Опијанетиот, оној што е пијан. И недоволно возрастниот. Дете мал. Например до 6 години. Овде сега имат меселе овде. Дали е валиден овде, ова е прашање, сега затоа ќе застанам овде. Дали езанот на оној што е недоволен возрастен е прифатен? Дете 4 години, 5 години, 6 години не е уште влезен во првобитна возраст. Првобитна возраст, што значи? Оно што знај да ги разликуваат. Веќе знај што е езан, кој ќе му речеш езан, знај дека кој ќе викат езан, треба да се имат научено, да го имаш научено и за времето, кога ќе му кажеш сега е влезено времето, да сватит. Сега е времето на полден, сватит. Ова е првобитна возраст. Значи ова не е уште во првобитна возраст. Овде учењаците се слага дека езанот негов не е валиден. Овде имат иттифак. Сите се сложват. Учењаците дека оној што е уште невозрасен, недоволно возрасен, езанот негов не е валиден, не е точен. И ова велит Ибн Кудама, ла на'ламу фихи хилафан. Ибн Кудама ал-Мақдиси, рахимахуллаху таала, еден од големите учењаци, велит овде, велит не знаеме некој да имат различно мислење ова. Значи сите учењаци се сложат. Добро.
Сега меселето е не спите, отворете ги ушите убаво, зашто после ќе ве прашам. Меселето е сега, оној што е во првобитна возраст 7 години, па се до да влезе во полнолетство. Значи во булук. Не 18 години. Булук. Знаете што е булук? Кој треба да влезе. Зашто овде велат по законите на чафирите булук значи 18 години. Не, булук, пубертет. Значи, дали е езанот негов валиден од 7 години, па се до булук. Сега се зборвит од 7 години натаму, уште нема влезено во булук. Дали е валиден или не е валиден. Џумхурите, мнозинството на учењаците велат дека неговиот езан е валиден. И ова е мислењето на Ата, нема завршено меселето. Ата ибн Аби Рабах, ибн Аби Лейла, Абу Thawr, рахимахуллаху таала, и ова го имат одбрано Ибн ал-Мунзир, рахимахуллаху таала. Маликиите велат не. Не е валиден неговиот езан. Сега, Ибн Тајмија, рахимахуллаху таала, овде објасни многу убаво. За ова месела Ибн Тајмија, рахимахуллаху таала, објасни многу убаво и ова е најточното мислење и ова е мислењето на Ибн Уthaymin, рахимахуллаху таала. Се зборови за првобитна возраст. Велит Ибн Тајмија, рахимахуллаху таала, што се однесува за езанот, што се повикува, значи да падне обавезата на езанот на тие граѓани, например и на тие селани. Ние кажаме дека езанот е фард кифаја. Тамам? Значи колективен фарз. Значи за да паднете обавезата на овие граѓани или селани, или пак за точно влегување на времето на намазот, или пак отварање пост, или пак да се постит со езанот на човекот што е во првобитна возраст. Велит Ибн Тајмија, рахимахуллаху таала, не е точно и не е валиден да се почвит со неговиот езан. Ама, велит, што се однесува за езанот суннет, што се повикува во џами. Што значи ова? Со него, заедно со него, со ова викаат езани, учат езани и на други џами луѓе што се во возраст. Тамам. Значи, во полнолетство, возрастни. Тогаш езанот негов е валиден. Ние кажавме дека езанот е колективен фарз. Тамам. Ибн Тајмија што велит? Рахимахуллаху таала. Сега, ако ова дете што е во првобитна возраст, сакат само тој да, значи со езанот негов да почне да постат, да клањаат сите намази. Значи во други џами не викаат езан. Со него да се почне постот, со него да се отварат и така натаму. Обавезите што во исламот со езанот на овој првобитна возраст. Ибн Тајмија велит не е доволно и не е валиден. А што се однесува за езанот што е суннет? Што е суннет? Значи има други што обавезата со ними падвит на овие другите муслимани. Значи не може обавеза сега сите да викаат езан затоа што има други што се во полнолетство, што ги исполнет условите на муезинот, како што рековме, исламот, разумност, а машко да видит. Значи тогаш е дозволено да се клањат со езанот на еден што е во првобитна возраст. Тамам? Сега го свати до овде? Значи затоа што обавезата се острани со други луѓе. Овој сега само викат езан за да се учи, ама да се почвит со него, само тој, со него да се базираат на езанот, не е дозволено. Зашто? Зашто уште тој не мој да ги разликуваат некој, не знаат уште точно работи, например, уште не можете уште не го знаат времето на намазот кога влегвит точно. Зато велит Ибн Уthaymin, рахимахуллаху таала, ако има со него кој го подсетува
и му велите, еј, сега треба да викаш езан. Сега е времето на намазот. Го учит како да го викат езанот да не грешит, тогаш велите Ибн Утајмин рахимахуллаху таала, му се прифати е валиден езанот на оној што е во првобитна возраст. Значи ти има до него повозрасен, полнолетен и му дават обврска него. Така. Јасно сега? До овде? Ние треба да пишеме полнолетство овдека. Полнолетство. Полнолетство. Ова што е првобитна возраст, значи мислењето на џумхур рековме дека тие го дозволяваат, маликиите рековме не го дозволяваат и рековме дека Ибн Тајмија рахимахуллаху таала и Ибн Утајмин рахимахуллах и други учењаци со ними го имаат објаснато најдобар начин. Значи ако има други што повикуваат езан, тогаш езан ако викат некој што е во првобитна возраст е дозволено и е валиден езанот негов. И ова е најточното мислење, Аллаху а'лем. Ме свативте ова до овде? Сега третиот услов на езанот да биде, овде велит машкост. Значи да биде машко. Според тоа не е валиден езанот и икаметот од женското лице со нејзиниот глас. Тамам? А ниту од хермафродитот. Знаете што е овој хермафродит? Двополовото лице, што не се знае дали е машко или е женско. Бидејќи со сигурност не се знае дали е машко лице или пак женско лице. Сега овде имаме друга месела во ова. Езанот и икаметот за женскиот пол. Дали е дозволено или пак забрането или пак мубах, што е дозволено, или пак е мустахаб, препорачано. По медхебот на имам Ахмед рахимахуллаху таала имаме три мислења. Некој вели дека се мрзи. Значи не сме жената да викат мрзно е да викат жената езан или пак икамет и не во џамија секако дека да викат во џамија во минара не е дозволено. И да викат со глас надвор, да повикуваат во намаз, не е дозволено за женскиот пол уопшто. Сега се зборува меѓу ними, меѓу жените. Во медхебот на имам Ахмед рахимахуллаху таала имаме три мислења. Некој велат дека е макрух, мрзно. Некој велат дека е мустахаб, препорачано. И некој вика дека е дозволено само. Кој е најисправното мислење? Прво треба да се знае дека за жената, жените, иако клањаат без езан и без екамет, намазот му е валиден и не му е обавеза да учат езан. Ако сакаат да учат икамет меѓу ними, дозволено му е. Дозволено му е. А ако клањаат без икамет, пак намазот му е валиден. Значи, сакаат да работат со мислењето на овие учењаци што велат препорачано, или пак сакаат само дозволено, или пак со оние мислење што велат дека уопшто не треба за жените икамет и езан, овде е дозволено и е слободна жените да одберат тие. Ама, кревање глас за да се слушаат надвор, и со икаметот, и со нивниот езан не е дозволено, е забрането. Овде сите се слагаат учењаците. Тамам? Ова месела е. Зашто се прашваат некогаш. Дали жената треба да учи икамет или не треба да учи икамет? Дали жената треба да учи езан или не треба да учат езан меѓу жените, се зборува. Сега имам, додека жената е имам, не треба да бидите имам како мажите во михработ, таму жените позади да се. Не, жената, кај треба да стоит жената имам? Кој знае? Ајде. На средина на сафот. Значи, жената не излеги напред како мажот, како ние што клањаме во џамија, коче сме имами и ние после сафот се реди, после позади нас. Не, жените стоят. Значи, таа е на средина само, стои на сред саф и од тука е имамот. Значи, кај жените имамот е сред саф, во првиот саф.
Свативте ова? Да не ме прашвите после пак на кај треба да стои жените. Добро. Четвртиот услов, езанот треба да се учи кога ќе настапи времето на намазот. Според тоа, езанот изучен пред настапувањето на времето од намазот се смета за невалиден. Освен, освен. Кој ќе ми каже освен? Освен значи имало езан што е дозволено да се учи пред времето на намазот. Кој е тој езан и кога? Едниот, значи за сабах намаз, знаете дека во времето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем се викаше езан, се викаше езан два пати за сабах. Еднаш се викаше порано, пред да влегне времето на заклањање намаз. Зашто? Вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, зашто? Кој знае зашто? Да се разбудит оној што спиет. Зашто? За да кланјат ноќен намаз. Значи нема влегвено уште времето, него е последните моменти на ноќта за да кланјат намаз и кој сака да постит, да почвит, да се спреми, да ед сухур пред да влегвит времето на сабах намаз. Ова е првиот намаз, што е дозволено да се викат езанот пред да влегвит времето на намазот. Значи сабах намаз да се викат еднаш, после да се викат уште еднаш во времето на намазот. Другиот кој е? Ојте на џума вие или не ојте? Или клањате? На џума намаз се викаат два езани или не? Овде кај нас го викаат во времето исто, на полден. Значи така го викаат овде. Ама во времето на времето на Осман радијаллаху таала на тие го викае пред да влегвит времето на полден, еден езан. Значи зошто? За да почнат луѓе да остаат работата и да се спремаат за да одат на џамија да клањаат џума. И вика еден езан пред да влегвит времето на џума намаз, вика еден езан. И после кога ќе дојдеше времето имамот да се качи на худба, вика уште еден езан. Тамам, овие се два намази што е дозволено да се викат езанот пред да влегвит времето на намазот. Иначе не е дозволено. Некој му текви во 10 да викат езан за полден, не е валиден. Во 9 не е валиден. Тамам? Добро, Добро, додека и каметот треба да се учи кога? Исто кога се викаат езанот, или? Пред намазот. Што се буните пре? Кога викаме езан, пред да клањаме намаз или? Пред намазот, пред да се почне намазот. Дека и каметот треба да се учи пред самото востапување на намазот. Јасно? Петиот услов, езанот и каметот да се учат редоследно и последователно како што се опишани во суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Описот на езанот и каметот ќе кажеме сега во хадисите кога ќе објасниме детално. Шестиот услов, езанот и каметот да се учат на арапски јазик. Овој услов е. Затоа немојте да ме прашувате некој дали смете езанот да се учи на албански. Аллаху ешмај мади, Аллаху ешмај мади. Не е дозволено. Аллах е поголем, Аллах е поголем. Не е дозволено на македонски јазик. Затоа што кажавме? Што е езан по шеријатска терминологија? Со определени зборови. Значи овие зборови се определени со текст од страна на Аллах субхану таала одобрен. Овие зборови. Ќе кажеме сега хадисите кога ќе дојдат. Со изразите и фразите кои се наведуваат во суннетот. Овие се 6 услови на езанот и каметот. Сега, кај сме стигнати? Дали е валиден езанот без абдес? Ова прашање се прашува често. Дали е дозволено? Не брзај се, доказ ќе ти барам. Не кај мене е така. Дозволено, недозволено. Дозволено зашто? Недозволено зашто? Така? Дали е дозволено езанот или пак валиден без абдес? Иако е џунуб, се зборува сега овде влег вид големата нечистотија и малата нечистотија. Дали е дозволено езанот или пак не е дозволено? Јас ќе ви кажам. Знаеш ти?
Hadisot što se prenесува од Ebu Hurajra, što veli pratеникот sallallahu alejhi ve sellem la yatawaddau illa mu'minun. La yu'adhdhinu illa mu'minun. Не учит езан освен еден што имат абдес. Овој хадис е слаб. Не е точен. Не е сахи. Тамам? До овде? Сега, учењаците овде се делат на три мислења. Некои велат не е дозволено за џунуб да не зборуваме, него и ту без абдес. И ова е мислењето на Имам Ахмед и другиве. Некои други учењаци. Другото мислење вели теџузу валакин бил караха. Дозволено е, ама со мрза. Значи се мрзит. Да се викате езан без абдес. Третото мислење вели теџузу бил караха. Дозволено општо. Значи не се мрзи, ниту пак не е харам. Дозволено. Што се однесува и за езанот и за икаметот овде. Влегливите. Кој е најточното мислење, најисправното мислење дека езанот, за езанот и за икаметот не е услов да е човекот со абдест. Или пак да не е џунуб. Значи, езанот е валиден и од џунубот и е од оној што немат абдест. Ова е мислењето на кого? На Бин Баз рахимахуллаху таала, на тоа што ама тој сме да викат езан, сме да викат икамет, не сме да кланјат. Тамам? Не смет да кланјат, а езанот е валиден и точен. Ова е меселе се објасна. Да не иде после да прашуват дали смет без абдес, не смет без абдес. Смет без абдес да се викат езанот и смет и икаметот да се викат без абдес. Аллаху а'лам. Дали е валиден намазот без езан, без да се учит езан и икамет? И ова е меселе на страна. Јас уште немам почнено кај хадисите. Прво ви кажам овие, зашто? За да ги имате во предвид овие, зашто се прашвиме за овие. Намазот без езан и без икамет, овде се зборуваат за машкиот пол. Е дозволено, ствари, е валиден, ама со грев. Со грев затоа што го имаат остаено икаметот или пак го имаат остаено езанот. Само со икамет не учиш езан, дозволено е. Ама без езан и без икамет намазот е валиден, ама со грев. Тамо? Овие велат. Само со езан? И само со езан е дозволено намазот. И без езан и без икамет е валиден намазот, ама е со грев. Ако се слушат, например, езанот во џамијата и ти не одиш на џамија, него сакаш да клањаш сега дома, нормално дека треба да се оди. Тоа не зборуваме за таа месела, сега тоа е друго. Ама ето, не стигна да одиш на џамија, сакаш да клањаш дома, не мора да учиш пак езан, затоа што ти ги имаш слушнато еднаш. Учиш само икамет и клањаш.